Физички напади и смртни закани кон новинари и кон пратеници. Каде оди Македонија? Се реформираше ли МВР, ВМРО во МВР? Интервју со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во Студио 1. Историската серија дојде до самиот крај. Уште само една епизода. Погледнете како руската царица ќе ја добие целосната власт. Кој ќе ѝ помогне да стигне до тронот? И што понатаму? Извонредно финале на една од најдобрите руски серии. Вечерва, 20 часот и 30 минути. Екатерина Велика. Почитувани, добар ден, уште еднаш од мене. Во овој дел од отвореното студио на 1 ТВ ќе го проследиме случајот за, да речам, тажната судбина, маките и проблемите што ги има нашата сограѓанка Снежана Караџовска, која пред 2 години ги загуби нозете во една тешка сообраќајна незгода во Турција. Имаме прилогот го подготви колешката Јана Јосиповска, но најпрвин да представам дека со мене во студиото е Синоличка Трпкова, професор на Факултетот за драмски уметности и актер, но во овој случај ја повикав овде како хуманист. Од 2 причини. Добре дојде прво, Синоличка. Добро ве најде. Ти си добро запознаена со случајот на Снежана, ти помагаш колку што можеш, а и ти си имала слично едно искуство со нашите институции во 2009. Знам дека и пишуваше дел од тие работи кога беше колумнист на Фокус. Ние ќе коментираме каква е состојбата со нашите институции, откако ќе го погледаме прилогот на Јана. Дали македонското општество потврла во прифаќањето на лицата со посебни потреби? Одговорот на ова прашање за жал е потврден во животната приказна на Снежана Караџовска, скопјанката која пред 2 години ги загуби 2 нозе во страшната сообраќајна несреќа во Турција при судир на туристички автобус од Македонија со камион што превезувал јаглен, а таа несреќа ја промени судбината. На враќање од Турска, негде пред граница, се случи сообраќајна несреќа во која едно лице погина. Јас сум најтешко повредена, ги изгубив 2 нозе, но над колена, да не кажам најтежок случај, барам да имав едно. И многу беа други повредени, од кои после мене сигурно уште 2-3 тројца, но полесно од мене. Другите со помали повреди. Јас после 2 дена лежење во Турска се освестив, не во првата, не во втората болница. Се освестив и видов дека немам нозе. Не знам како знаев дека немам нозе. Дали сум била свесна кога тоа се случило, зборам за несреќата, но после од голем стрес запаѓаш во некој шок. Тоа сигурно докторите го знаат подобро. Се случи што се случи, примаш седативи, немаш никакви болки и некако ти се чини дека па добро, сега ги изгубив нозете, ама ајде па и нели медицина, современи протези, па луѓе трчаат, прават лево, десно, па и јас се надеваш дека и ти ќе одиш. Да не ја раскажувам многу приказката од тоа како стигнав до Македонија, што се случи во државна болница. Ме испуштија после 3 недели лежење во државна болница. Стигнуваш дома, веќе не си под седативи.
веќе почнуваат страшни болки. И таму има болки во државна болница, но дома веќе нешто сосема десето. Примав таблети против болови, но тоа воопшто не го облажуваше, не облажуваше болката. Тоа беше нешто малку, додека делуваат. И веќе 2 години бев со седативи, до скоро до пред неколку месеци престанав на иницијатива на доктор од Холандија, кој требаше да пополнам еден прашалник и ме праша дали пијам нешто, му кажав дека пијам и ми рече дека треба да престанам. И јас сум сега нон-стоп со болки. Значи имам неколку вида на болки. Болки по мускулите, коската, фантомски болки. Многу од овие работи не ги знаев и не знаев на кого да се обратам и кој да ми каже. Живее на 3-ти кат без лифт во зграда, има константни болки и без потребните финансии за операција, со изгубена доверба во државата и институциите. Ова е суровата реалност со која се соочува Караџовска како лице со тежок телесен инвалидитет. Раскажувајќи ја својата приказна за 1ТВ и борбата со секојдневните проблеми, како е да си врзан за инвалидска количка веќе 2 години, Снежана ќе каже: страшно е да си родител, мајка, да немаш 2 нозе над колена, да живееш на 3-ти кат без лифт и да бараш помош од државата за кој ти следува. Не берам нешто што испаѓа дека, знаете како, треба да имате грижена совест зашто сакате да одите. Треба, не разбирам, многу работи во државата испаѓаат многу поважни од вас. Испаѓа подобро, па леле оваа пак ли ќе излезе, пак ли оваа пишува. Јас не знам на кого се не сум се обратила и што све не ми се има случајно. Ви може да замислите, имав ситуација која ми напиша дека морам да вратам 900 денари за телесно оштетување, ми дале бесправно. Јас се чудев како може да ми дадат бесправно кога случката настана, значи овој немил настан се случи во септември 2016. А они ми велат дека тоа треба да биде во декември 2016. Од која институција беше ова? Тоа во 2016 од Труд и социјала. Кога се наоѓате вие во период кога една влада треба да си оди, а друга доаѓа, дали тоа за пациент треба да е проблем? Караџовска се уште ги чека парите од осигурителната компанија Euroins и во моментов има 2 судски спорови против нив. Вели дека оттаму постојано наоѓаат изговори само за да не ги дадат парите кои следуваат од патничкото осигурување. 2 години трае и битката со неажурноста на институциите за една сообраќајка од која има тешки последици. Таа е дополнително револтирана што со 2 ампутирани нозе над колената не успела да добие трајна инвалидска пензија со оправдување од комисијата дека е работоспособна. Снежана сега надежта ја гледа во веста што ја добила, дека конечно се прават одредени напори од Министерството за труд и социјална политика за измени во законот за ортопедски помагала, но според неа проблемот во здравството е наследен. Она што е жалосно во Македонија, објаснува таа, е дека дури и да ви ги поклонат најдобрите протези, кај нас нема соодветна обука како тие да се користат. Сега некој мене да ми ги поклони најдобрите протези, ја не знам кој ќе ме обучи кај нас. Значи, мора да се знае дека работата е поврзана една со друга. Ниту може некој да ми стави импланти и да ме остави, да ме, зашто ја ќе пружа малишто ли на нив. Значи, ако ми се направат импланти, ќе треба да се стават протези. Ако се стават протези, треба некој да те рехабилитира, да те научи да одиш. Едно без друго не оди. Јас кога добив прв пат протези овде пробни, да не кажам, ми рекоа, па сега Господ напомош, нека ти кој ќе те учи да одиш. Проблемот кај мене е што немам колена. Друго е кога ти немаш една нога, па да ме кај на разбојов поди натаму нааму и готово. Ама тоа не е така. Тоа на запад така не е. На запад кога ќе ти дадат количка, месец дена те обучуваат како да ја возиш. По кал, по дожд, по снег, како ако паднеш, како да станеш. Овде ти ја даваат и ти си среќен дека си добил количка, уствари не си свесен што понатаму. За нејзината иднина бара 2 опции: операции кои се изведуваат во странство, а за кои се потребни многу пари.
Итно има потреба од модерни протези со микропроцесор кои чинат околу 57.000 евра, но нејзина желба е да направи осео интеграција, операција со вградување на импланти во коските на кои се става протеза. Зафат кој сака да го направи во болница во Холандија и чини околу 52.000 евра, со кој верува дека еден ден повторно ќе може да застане на нозе и да функционира нормално. Сепак Снежана раскажува дека проблемот за потребната операција е на чекање во Фондот за здравство, но и после толку време и напори, потврден одговор нема. Трошоците од ден во ден се огромни од секој аспект за тешкиот случај на Караџовска. 2 години само плаќа приватен физиотерапевт, затоа што законски иследува само 2 пати годишно. Прашува зошто рехабилитацијата според законот за физикална терапија за сите случаи со повреди или инвалидитет трае исто, односно само 21 ден. Не е исто да скршиш рака, да немаш една нога или да ти се ампутирани 2 нозе над колена, раскажува Караџовска. Ако некој надвор на запад оди после 3-тиот месец, а јас седам 2 години 2 месеца во количка, тоа значи дека мускулот се крати. Ако мускулот ви се скрати, вие не можете да одите. За мене да не ми се скрати мускулот, јас имам 3 до 4 пати неделно физиотерапевт кој го плаќам приватно. Ако денеска седам саат, 2-3 во количка, јас после тоа лежам на стомак, сама сум ски направила вреки песок врз мене со тегови за да ми се исправи мускулот. Вие сега седите, ама после ќе станете и ќе одите и тој мускул вас ќе ви се исправи. А ја немам како другачи. Дополнителен проблем во секојдневието на Снежана представува тоа што ретко може да го напушти својот дом, освен што нема лифт и за лица со хендикеп во зградата во која што живее во Карпош, ретко каде во главниот град има приспособени рампи во објектите, институциите па и болниците за нормално движење на лицата со инвалидност. Но голем проблем според неја е и недоволно развиената свест и огромните предрасуди во општеството за лицата со посебни потреби. Потребно е што повеќе едукација на децата уште од мали и подобрување на образованието, смета таа. Неретко каде, нигде. Зошто велам нигде? Градски зид нема. Значи јас во градски зид не може да влезам. Од вај ме собира сум била на гости, од вај влегов со количката и тоа е најмалата количка што постои. Значи 1 сантим ако е поголема не можеш да влезеш. А да не збориме дека треба да те качат до таму да влезеш. Нигде нема, во судови нема, на први земје да, ама на спрат како? Па по скали. Керка ми која дипломираше на економски факултет на раце ме каче горе. Ако збориме, еве, ајде за државна болница. 3 сати седам таму, 4 сати седам во количка за некој документ, тоалет за мене нема. Да немам каде да отидам. И кога ќе им кажам на луѓе, јас само во Сити мол имам тоалет за мене. Ја немам на друго место. Дали некој се прашува, јас кога ќе излезам надвор, каде одам во тоалет? Не одам нигде, не пијам вода, ништо не правам тој ден. За да можам да излезам. Тоа некој мисли не. Да не збориме дека освен достоинството ти е одземено во секој поглед. Се среќаваш со луѓе кои кога ќе те сретнат, се прекрстуваат и си плукаат под пазува дека можеби ќе ги префати. Долго траат и напорите на семејството Караџовски за обезбедување на надворешен лифт во нивната зграда. Од општина Карпош, чиј жител е Снежана, добила само 2000 евра за барањето за лифт, кој реално чини 14.000 евра, според понудата што ја добила од изведувачот. Останатите ќе мора да ги собира сама, а приоритет е операцијата. Она што е потребно од општината е обезбедување на социјален работник кој ќе го олесни процесот и целата процедура за поставување на лифтот во нејзината зграда. Потресната животна приказна, Снежана Караџовска ја завршува со апел за помош, бидејќи како што вели, не може повеќе да чека и да живее во болка. Лицата како мене не излагаат надвор, затоа што не можат да излезат. Затоа што луѓето околу нив не им даваат да излезат. Мене не ми смета. Искрено ви кажам, не ми смета. Јас знам дека ќе проводам. И ако не ми дадат, и ако не ми овозможи државата, јас знам дека ќе ги соберам парите. И ми е криво зашто до сега не ги собрав. Се надевав, многу се надевав. Знаете колку се надевав во државата, во институциите? Реков, па добро, изгледа така треба да има еден процес, па
Следува рехабилитација, па добро, после протези, па ќе ме научат. Кога видов дека тоа не е така, разочарување големо. Не е грев за тоа што сакам да одам и тоа да се случи во најскоро време, порачува таа. Останува храбра и одлучна во своите напори, повторно да проводи, а инвалидската количка да остане само лош спомен. Се враќаме во студиото и што да се каже. Мојата прва помисла е: имаме ли дехуманизирани институции, збирократизирани институции? Ова е како, знаете, 100 стапа по туѓ грб не болат. Испаѓа дека проблемот на Снежана е проблем за институциите. Тие треба да најдат решение за тоа. Кога човек губи доверба во институциите, тогаш некако губиш доверба воопшто во државата, затоа што институциите постојат за да ти помогнат. Едно од решенијата што ги бара, тоа е операцијата која треба да се изврши во Холандија. Времето и поминува. Според прогнозите од докторите, нели, што порано, тоа подобро. Значи, нема многу време. Нема време, веќе 2 години чека и таа е здрава се уште и е добар предлог за таква операција. Тоа е остеоинтеграција, каде што добива, јас сум во текстот целата случка, бидејќи сме и пријателки на друга база. И таа може да дојде во предвид за таква операција и после 2 години веќе доаѓа 3-та година, а 2 години се поминати, тешко ќе може да се направи таа операција и тешко ќе може да застане на нозе. Значи се работи за нешто што е многу итно. Така. Како што вели она, да чувствуваш грижа на совест, што сакаш да... Да, како да бараш луксус, тоа што, да, таа буквално живее во затвор. Значи, живее во човек што до пред 2-3 години бил активен, издржувал цела фамилија, си плаќал редовно даноци, бил верен граѓанин на оваа држава, почитувач и наеднаш останува сама и без никој. И не е нејзина вина. Не е нејзина вина. Сообраќајната незгода. Ова покажува како една секунда може да ви го поремети од корен животот. Невидено. Секому може да се случи. Секому може да се случи да бил во тој автобус и да остане без нозе. Еден човек починал. Таа ги чека се уште парите од осигурување. 2 години? 2 години се премногу. Што прави адвокатот? Таксиметар има? Некој треба да се заработува на ова? Мислам, има толку апсурдни работи. Ние ја изгубивме хуманоста сосем. И дури ова делува излишно, што го зборуваме зарем толку малку човечност остана. Колку е се исполитизирано, ми остави еден горчлив печаток кога кажа на сите нејзини маки, замислете да барате помош во време кога се менува владата. Невидено. Има земји без влада па функционираат безпрекорно, барем што се однесува до вакви ситуации. Таа дома не може сама да отиде во тоалет. Не, имаше една, мислам дека го нема во прилогот, но ми го кажа, кога од општината и барале да дојде да го подигне одговорот. Да, мислам. На барањето, тоа ме подсетува. Зарем нема социјален работник што може тие работи барем да ги изведе во нејзино име, да дојде да ги донесе работите, да ги однесе работите. Жената е во затвор. Така. Еве и ние да апелираме. Има барање до Фондот за здравство. Таа операција, како што слушнав, 52.000 евра е. Да, веројатно е со се остеоинтеграцијата и со се протезите. Тоа може, сега слушнав дека има нова фактура добиено, која е веќе поголема за неколку илјади евра и тоа се менува, но знам сигурно дека таму се прават многу успешно тие операции, постојат видеа, постојат луѓе што... Да, и во прилогот беа користени инсерти од... Значи, тоа мора веднаш брзо да се направи. Мислам, толку е итно, зашто таа или да се каже не може да се направи за да се помири со судбината. Зашто внатрешно таа е спремна да застане на нозе, а тоа е најважниот момент. Да. Луѓето инаку паѓаат и после завршува тоа. Една безнадежност. Именно. Апел до сите институции да помогнат. Мислам дека ја имаме и жиросметката би можело да се покаже, но докаде дојдовме кога секој дневно
по социјалните мрежи ние имаме апели за помош, за лекување надвор од земјава. Младите луѓе заминуваат, постарите ќе умираат. Не знам што да кажам. Јас мислам дека треба многу порадикално да се работи, се прават позитивни работи. Пустош не може да се исчисти брзо, ние сме свесни за тоа, но мора многу порадикални работи да се случат, промени и во здравството, и во фондот за здравството, особено во областа на рехабилитација. И тоа во смисла на образование, на средства, затоа што имаме многу луѓе, а она е баш специфичен случај. Јас познавам веќе тројца луѓе кои се без екстремитети, со кои сум во контакт. Значи, тие луѓе се тотално безпомошни, сами на себе оставени, сами продуваат. Кога си помлад е полесно, ама како што старееш е потешко. Така, но и фактот дека треба толку долго да чекаш одговор, навистина е разочарувачки. А времето игра улога. И последниот сегмент околу лифтот. Еве, 2 години, знам дека и со претходната власт во општина Карпуш, еве и сега, трае, како да наречам, предолго трае. Преписката, молбите, лифтот. Мене ми е и тоа на некој начин абсурдно, кога општината бара она самата да собере понуди за лифт, во состојбата во која се наоѓа. Знаете, смешно е што ве молам, како испаѓа Јадранка, дека ве молам, помогнете ми за да можам да живеам. Логично е дека тоа треба да се заврши, тоа не се големи пари. Собрани се потписи од станарите, може да се обезбеди надворешен лифт, на тој начин таа ќе може да биде во комуникација со јавниот простор. Так. Не знам дали спомена таа самата дека е спремна, доброволно, да оди во училишта, во градинки, да влие врз образованието и врз едукацијата на младите генерации, да дојдат да ја допрат, да дојдат да имаат контакт со неа, да знаат дека е нормален човек од крв и од месо. Значи, таа е спремна да возврати на еден хуман начин, затоа што таа не е способна можеби за друга работа, но се нуди комплетно себе си во овој сегмент. Значи, тоа е плюс еден додатен мотив каде што може понатаму да ја возврати својата помош, што ќе да добие влие на свеста, затоа што беше потресено, но и дел кога кажа која ќе ја сретнат, нели, како ја гледаат, со количката која поплукуваат, нели, не баре е заразно тоа. Тоа е страшно како ве гледаат со други очи. Јас имам такви пријатели кои се уште се среќаваат со таков начин на реакции. И луѓето ја тргаат главата, луѓето не сакаат да се конфронтираат со туѓите несреќи. Многу е тешко да се конфронтираш со несреќа. А гледате колку е позитивна. Да. И колку е цврста и колку е силна. И тоа треба да се искористи, тоа е добро. Треба да се даде надеж, треба малце институциите да се разбудат, но треба да се разбудат и граѓаните. Да се знае дека тоа се основни потреби за живот, а не за луксус. Не знам што да кажеме за наводот кој не и дале трајна инвалидска пенсија дека е работоспособна. Тоа е апсурд исто. Има многу апсурди, треба да се работи со нив како со луѓе, а не како со предмети. Значи, станува збор за неколку луѓе. Ние немаме кој знае колку народ во земјава за да губиме време. Ке си одат и од тие што останаа. Во моментот оди жиросметката за помош за операцијата на Снежана. Еве, апелираме до сите хумани граѓани, организации, компании да помогнат. Апелирам и до институциите кои имаат врска со ова, од чии одговор зависи на тамошната судбина на Снежана да прооди. За крај, ние имавме дури деновиве на седница на Совет на општина Охрид, кога требаше да се помогне со донација за едно 15 годишно девојче. Тие рекоа дека се најдоа некакви бирократски оправдувања дека не може, иако мислам дека вчера пак советниците на општина Дебрца дадоа ваква помош. Значи се може, но потребна е една, како да кажам, менување на нашата свест, но посебно на институциите, затоа што институциите се луѓе.
И тие работат за нас, платени се од нас за нам да ни помогнат. Имено, затоа постојат. Инаку, зошто би постоеле? За да седат и да гледаат во една точка и да чекаат наредба? Треба да ги извршат работите што се тие што им се дадени, толку. Така, како што реков, благодарам Синолечка. Како што реков, една секунда може да ни ги поремети животите. Да бидеме хумани треба, ама институциите да се хуманизираат, не знам како да кажам. Сега следува времето за вестите. Александар е веќе во студиото, а ние се гледаме повторно во 17 часот, кога гостин ќе ми биде министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.